Вести на канал 8. Добар ден. По издавањето на монографијата за Кочани и за 90 годишниот јубилеј за фудбалот кај нас, локалната самоуправа се подготвува да издаде публикација посветена на Оризот. Почетните активности се во тек, но нема информации за рокот во кој публикацијата би требало да излезе од печат. Според писмениот допис од локалната самоуправа, општина Кочани започнала со подготовки за издавање публикација посветена на Кочанскиот ориз. Идејата била делото да го опишува главното стопанско богатство на Кочани, оризот, од повеќе аспекти. Целта е тоа да биде популарно за обичниот читател, а едновремено и добар репрезент на Кочани, било образложението што го дал градоначалникот Ратко Димитровски на првичниот состанок со составувачите на делото, а на кој не беа поканети медиумите. Според нацрт концептот, делото ќе има 5 поглавја: за историјатот, потеклото и карактеристиките како земјоделска култура, за практичното одгледување на Кочанскиот ориз, потоа оризот како здрава храна и традицијата и културата поврзана со него, како и за Институтот за ориз и неговата улога и значење во одгледувањето на оризот. Значајно место во публикацијата ќе имаат и фотографиите, а со цел да се изработи квалитетно издание, општина Кочани ги повикува сите граѓани кои поседуваат значајни документи, податоци и фотографии да дадат свој придонес во него. Според првичните планови, содржините за Кочанскиот ориз ќе бидат сместени на околу 200 страници на А4 формат. Во изработката на делото се вклучени професор доктор Даница Андреевска, професор доктор Добре Андов, Илинка Атанасова, Љубинка Ајтовска и Ванчо Петров Фафа. Близу 3000 евра од сопствениот буџет за оваа година планира да потроши општина Кочани за набавка на репрезентативен материјал. Огласот за јавната набавка е објавен и тој треба да се реализира во почетокот на март. За подобро представување на општината пред домашните и гостите од странство, како и пред деловните партнери и соработници, Кочанската локална самоуправа и годинава планира да набави репрезентативен материјал. За таа намена предвидено е од буџетот да се потрошат околу 170.000 денари, а набавката ќе се врши сукцесивно, согласно потребите на општината. За таа намена предвидено е од буџетот да се потрошат околу 170.000 денари, а набавката ќе се врши сукцесивно, согласно потребите на општината. Огласот за јавната набавка веќе е објавен и во него се назначени предметите што се бараат, а на кои би биле втиснати или на друг начин би ги содржеле официјалните општински символи. Набавката е поделена во 4 различни делови, со кои е предвидено да се набават соодветни плакети и кадифени папки за нив, потоа метални плочки, фолдери, бројки, табла, лого и грб на општината, како и соодветни сувенири и трофеи, медали и пехари. Според условите во јавната набавка, таа е делива, односно можат да се јават повеќе понудувачи кои би учествувале со исполнување на условите за еден или повеќе делови од бараните предмети. Основен критериум за избор е најниската понудена цена, но потребно е да бидат задоволени и основните стандарди за квалитет на услугата и артиклите, што ќе бидат понудени како репрезентативен материјал. Исто така, како услов е и можноста на понудувачот да може да го испорача репрезентативниот материјал во период од 3 дена, сметано од денот на нарачката. Заинтересираните понудувачи можат да се пријават на огласот, што е отворен до 2 март. Во лоша состојба се дел од автобуските постојки во градот, поставени пред повеќе години. Со воведувањето на јавниот градски превоз, тие им се потребни на граѓаните, поради што е потребна нивна поправка и оспособување. И по повеќе од една година од воведувањето на јавниот градски превоз во Кочани, повеќето од автобуските постојки, освен со обраќаен знак, немаат придружна инфраструктура за патниците. Без настрешници, клупи, корпи за отпадоци, без возен ред и со слични недостатоци, постојките не одговараат на потребите на современо организиран превоз. Освен неколкуте црвено-жолти автобуски постојки поставени на влезот и излезот на градот и во некои од населените места, останатите или се во очајна состојба или воопшто како да ги нема. Поради тоа патниците се принудени да чекаат на отворено, стоејќи подолго време додека ги чекаат автобусите. Ваквата лоша состојба беше посочена и на последната седница на Советот на општината, со конкретен пример за што треба да се интервенира. Имаме интервенција од група граѓани, меѓутоа што не се од Кочани, се однесува на автобуската постројка во Стришани. Малку фигуративно,
хумористично дека на една бандера има 3 камења и истата служи како постројка за автобусите. Барам подхитно, доколку сме во можност, да биде санирано, бидејќи со тоа малку го оцрнуваме и ликот на нашиот град. На ова укажување, градоначалникот Димитровски излезе со став оти состојбата со споменатата постојка не е таква, или пак се работи за нелегално поставен објект. Постојката устришани не е со 3 камена и апелирам да го кажете на нашите служби. Не е во ред. Не е во ред да се каже од 3 камена, оти ипак градот Кочани има унифицирано постојки и на тие постојки имаме возни редови. Таа е веројатно некоја дива или сами таксистите ја направили за себе или нешто друго ја направили. Имаме уште денеска ќе реагираме, ќе го пратиме нашето одговорно лице, сообраќајен инспектор, кој што ќе направи увид на лице место и ајде да не речам 100% сум убеден дека не е така, меѓутоа ќе го убедиме, ќе извршиме увид и ќе го провериме. На повеќе локации во градот од пред 10 и повеќе години се поставени автобуски постики како инвестиција на општината или донација од фирми. Обично тие се на места што граѓаните сами според потребата уште од подамна ги определиле за оваа намена, па уште тогаш локалната самоуправа им излегла во пресред. За жал, состојбата во која дел од нив се наоѓаат сега, пред се поради дотраеноста на материјалот, но и поради несовесноста на одделни сограѓани, не ја овозможува нивната основна намена. Поради тоа неопходно е нивно реконструирање, а на местата каде што недостасуваат, потребно е да се постават настрешници, за да може јавниот превоз да се реализира според современите стандарди. Запуштена куќа на улицата Теодосија Паунов со години остава ужасен впечаток и представува потенцијална опасност по околината. Инспекциите во случајот не можат да сторат ништо, така што состојбата со куќата се сведува на лична одговорност на незиниот сопственик. Како поставен кадар од хорор филм изгледа запуштената куќа на улицата Теодосија Паунов спроти шумското стопанство Осогово. Сликата што ја остава оваа куќа е непроменета со години. Она што прво паѓа во очи се вреќите со арпа. Истите се скинати, оризот е расфрлан наоколу, а приземјето од куќата е претворено во природна средина со идеални услови за наезда од глодари. Куќата нема врати и прозорци, така што не постои никаква заштита од какви било надворешни влијанија и човечки фактор, а згора на тоа и штетниците можат слободно да патролираат, пренесувајќи ја потенцијалната зараза и во непосредната околина. Општинските инспекцијски органи, што ги консултираше Канал 8, тврдат дека не постои опасност од уривање на куќата. Поради тоа, тие немаат никаква надлежност врз објектот, затоа што станува збор за приватен недвижен имот кој има свој сопственик. На тој начин, впечатокот што го остава куќата и евентуалните опасности што ги носи во состојба во каква што е одговорност на сопственикот на куќата. Плановите што ќе прави понатаму со неа се негова лична одлука, но сепак очигледно е дека објектот го наградува урбаното градско подрачје. Но она што исто така го привлекува вниманието се накрашените греди од конструкцијата на кровот, кои покажуваат правични знаци на можно уривање. Водата што при секој пороен дожд навлегува во средното општинско училиште Гошо Викентиев ќе стане минато со поставувањето на дренажниот канал што ќе служи како одвод на атмосферската вода, која што досега правеше штети на просториите во училиштето. Во тек е изработката на ограда во дворот, како и конструкција за голема табла за ознака и реклама на училиштето, која ќе биде поставена на главниот влез. Систем за соларно грејење, клима уред, разни видови вентили и пумпи, инсталации за парно грејење, уред за свиткување и монтирање пластични цевки, набави средното општинско училиште Гошо Викентиев за потребите на практичната настава за машински и машинско-енергетски техничар. Уште мала дополнителна опрема недостасува за комплетно да биде уредена стругарската работилница, која ќе биде од исклучително значење за учениците од оваа струка. Во стругарската работилница, каде еден дел веќе беше најавено, ќе биде посебно одделен за профилот машинско-енергетски техничар. Веќе е во изградба тој дел од работилницата. Во ново планираната работилница се планира да се постават уредите кои се веќе набавени од фирми во училиштето или се ново набавени, да може да се распоредат и да бидат функционални за потребите на практичната настава на нашите ученици.
Во тек е изработката на оградата со која ќе биде ограден тревникот и со тоа ќе биде уреден дворот на училиштето, како и канти за отпадоци за подобрување на хигиената, кои се сопствено производство на самото училиште. Во тек е поставувањето и на дренажниот канал, кој е неопходен бидејќи ќе служи за одвод на атмосферската вода, која досега при поройни дождови навлегуваше во училиштето и правеше големи штети. Ископот за каналот е готов и активноста е насочена на негово бетонирање. Во тек е изработка на дренажен канал над самото училиште за да собереме атмосферската вода, бидејќи прави проблеми на самата зграда. Друга новина и активност во ова училиште е изработката на голема конструкција на табла за реклама на училиштето, на која ќе биде означено името на училиштето и ќе биде поставена на главниот влез. Сдруженијето на уметници од Виница за прв пат ќе изложува во Кавадарци. Тамошната публика ќе има можност да погледне 30 дела изработени од страна на виничките уметници. Викендом во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци ќе биде отворена годишната изложба на Сдруженијето на уметници од Виница. На изложбата кавадаречката пред се ликовната публика ќе има можност за прв пат да се запознае со работата на ликовните уметници од Виница, членови на Сдруженијето на уметници Дејан Спасов, председател на Сдруженијето, информираше дека на изложбата во Кавадарци ќе бидат изложени 30 до 40 дела работени во повеќе техники. Најголем дел од делата што ќе бидат изложени се од годишната изложба организирана во Клубот на уметници Венеција во Виница. Дел од ликовните творби се нови, а дел биле изложени на претходни изложби. Пред кавадаречката публика ќе се представат вкупно 8 автори. Сдруженијето на уметници од Виница оваа година одбележува голем јубилеј, 10 години постоење. По тој повод е планирана меѓународна изложба во Париз. Традицијата налага, но сите невести и овој пат не послушаа на црква на ден пред Тодорова сабота да дојдат во невестински фустан. Само 2 невести беа облечени онака како што налага адетот, но затоа пак сите беа присутни во православниот храм, заедно со своите свекрави. Ги запалија свадбените свеќи и за здравие и пород се поклонија на иконата на Свети Теодор Тирон. Невестите подрака со своите свекрави на денот пред Тодорова сабота го наполнија Кочанскиот православен храм Свети Великомачени Ѓорги. Оние кои стапиле во брак од минатата Тодорова сабота до оваа, ден пред чествувањето на празникот посветен на Свети Теодор Тирон, месат погача за здравје и ги палат свадбените свеќи. За здравје се поклонуваат пред светецот, а свештениците им читаат молитви за успешен брак и здрав пород. Се служеше вечерна богослужба, а на празникот ќе се служи божествена литургија. За време кога владеел познатиот и неревносен гонител на христијаните императорот Јулијан Отстапник, кој што своевремено бил христијанин, а потоа отпаднал и станал најголем гонител на православните, сакајки да го оскверни постот кој што го држеле христијаните, наредил по пазарите сите намирници, целото овош и целиот зеленчук кој што се продавал по пазарите да биде осквернет со крвта од идолите. Благословил светиот Теодор Тирон да се јави не на сон, туку на јаве на патриархот кој што бил на власт тогаш и му кажал за намерата која што имал Јулијан Апостата и при тоа рекол за време на првата недела од Великиот пост луѓето да се хранат со пченици и со мед, со цел да се зачуваат од осквернетата храна. Тоа и се случило и токму во чест на ова чудо е востановена празникот Тодорова сабота кај народ познат како Тодорица. Свештениците истакнаа дека традицијата налага невестите на овој ден да бидат облечени во невестински фустан. Годинава тоа го направија само 2 невести. Мислам дека подолго време не се доаѓало во невестински фустан, невестите доаѓале во обични фустани, а сега ние почнавме, продолжуваме традицијата да доаѓаме во невестински фустан. Со кого си дојде на тука? Со мајка ми, со свекрва ми. Се поклонуваме на светецот за здравие и за пород. Дојдена сум со свекрва ми. Месивме погача за здравие и ги запаливме свадбените свеќи. Се поклонивме на светецот за здравие и пород. Ние со снами сме дојдени на овој ден на празникот да го обележиме со погача, со свеќи. Инаку, празникот посветен на Свети Теодор Тирон за многу семејства представува семена слава, бидејќи култот кон светецот доста е раширен во нашите простори.
Годинава кочанските невести заедно со свекрвите, како што во изминатите изданија на вестите информираше Канал 8, може да се пријават и за учество на манифестацијата Тодорица, поклонение на Свети Теодор Тирон, што ќе се одржи на 1 март в недела, за која трошолците околу подготовките и патот се натовар на општината Крива Паланка, која е организатор на манифестацијата. Од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги додаваат дека за време на великденските пости, секој петок со почеток во 16 часот се читаат акатисти, а секој петок и недела и празници ќе се служат свети божествени литургии. И за крај од вестите спортската информација. Кочанските скијачи со забележителен успех во Маврово. Пред нас е шаренолик спортски викенд. Ке доминираат надпреварите во кошарка и фудбал, а се враќаат и возбудувањата во пинг-понг. Кочанските скијачки остварија забележителен успех на државниот надпревар во Маврово. Марина Јосипова, Ана Марија Петрова и Лина Петрова освоија прво и трето место. Ова е голем успех за Кочанската скијачка школа. Наградите за најдобрите во мачка конкуренција пак ги додели инструкторот по скијање Митко Петров. Во втората македонска футсал лига на програмата викендов е 13-тото коло. Клубот за мал фудбал Белиот Кочани ја пречекува екипата на Рудник Саса. Од останатите двојки Цико Богородица, Шкупи Гемиджи и Шкендија Овчеполе. Во М18 кошаркарската лига в сабота во 16 часот е надпреварот помеѓу Баскет Дино и Борец, што се игра во спортската сала Лјупчо Сантово Кочани. Во истата сала во 18 часот е надпреварот од втората македонска кошаркарска лига, во која Баскет Дино ја пречекува исто така екипата на Борец, додека в сабота во 11 часот во Кочани се игра за останатиот надпревар помеѓу Баскет Дино и Ангели во рамки на М15 лигата. Булатович, досегашниот играч на МЗТ Скопје, е новата аквизиција во Баскет Дино во втората македонска кошаркарска лига. Станува збор за талентиран 20 годишен играч кој треба да помогне во тешката задача на Кочанскиот второлигаш да опстане во лигата. Предстојниот викенд почнува вториот дел од втората македонска пинг-понг лига. На програмата е 8-то коло во кое се среќаваат Мултитекс ТБТ Кочани, Крушево Винспин, Струмица Рома Шутка и Дебар Мало Скопје Рисови. В сабота на стадионот Никола Мантов се одржува традиционалниот Драганица куп. Ждрепката е во 9 часот, пошто ќе започнат полуфиналните надпревари. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.